добро вечер. Повторно се наоѓаме пред владата на протестот кој што денес во 19 часот повторно се одржа против бугаризацијата на Македонија со така наречениот француски предлог. Протестот кој што барем според мене требаше да биде радикален и да го издействува на не, по мене се претвори во концертен настан кој што на крајот ја девалвираше на собраната енергија против овој договор. Тука со мене заедно и со Милоше и професорот и лидер на Левица Димитар Апасиев. Професоре, добро вечер, како ќе го оцените протестот? Протестот е солиден според мене, меѓутоа мислам дека фали моментот на радикализација. И мислам дека сега имаме президиум после протестов. Јас ќе го покренам како прашање од утре да се почне со порадикални методи, бидејќи спектакуларизацијата ќе го извентилира гневот, а тоа не е целта. Целта е суштински да го спречиме она што ни го приредуваат, а тоа е предавство. Веќе ми е искрено досадно правно да аргументирам што е. Сузбе копуци едноставно е аргументот е тој, преку глава од се, идеме или тие или ние. Мислам дека дечките од Левица утре ќе влеземе многу пожестоко. За почеток ќе почнеме со јајца, тоалетни хартија, може и со по други методи. Имаме ни искуство, ќе ги видиме методите вечерва, ќе ги дебатираме. Мислам дека не смееме овој гнев на македонскиот народ да го злоупотребиме и да го издишиме балонот тогаш кога е најпотребно. Токму тоа, извинете професор, токму тоа ми е стравот и затоа и сега зборувам на поведот на ова вклучување во живо. Мене ми личи на вентилирање на гневот на народот, по сценарио кој што го гледавме 2018 за на крајот да го доживееме она предавство кој што го доживеавме. Имавме протест во Битола, немавме во Скопје, имавме ташмаруниште и немавме мечкин камен. Сега го ја гледаме оваа ситуација која што на мене ми наликува токму на ова, еве излеговме, вчера бевме многу, денеска помалку, утре ќе имаме уште 2-3 звезди ќе пеат и тука ќе биде работен ден, иако еве најавија дека ќе остана цела вечер тука. Мислам дека фали моментот на канализирање на гневот, а тоа се прави на поинакви начини. Да одржувате постојани секојдневни протести е голем залак, меѓутоа има разни форми. Можеме да продолжиме со маршеви, можеме да продолжиме со блокади. Сега 90% од општините се под раководство на опозицијата. Тоа значи нема алиби дека немаме ресурси, значи сите аргументи се на наша страна. И јас ќе се обидам да стапам и во повисок контакт со повисоки ешелони да го предочам ова дека овој правец е недобар. И мислам дека има време да се консолидираме. Според јас сум оптимист и од утре мислам дека ќе биде пожесток. Професоре, имам едно прашање, дали сте во контакт со опозицијските албански партии, бидејќи реално тоа е најголемиот страф на македонците, дека тие ќе дадат поддршка за овој предлог француски, можеби ќе се најде повторно некој пратеник од опозицијската коалиција кој што ќе го даде својот глас за францускиот предлог и што понатаму. Ни се повторува истата ситуација од 2018. Видите, ако се обидат да го спровнат со европско знаменце, тогаш ви гарантирам, барем сега Левица има двајца пратеници, дека сцените што ги гледавме на Комисија за европски прашања ќе бидат мачки на кашлица од тоа што ние ќе го правиме. Меѓутоа, мислам дека тие се уплашени токму од тоа и дека комплетно ќе го заобиколат собранието. Моите информации говорат дека во вторник ќе се обидат да го потпишат и потоа ќе се оди на двотретинско мнозинство по балкански методи. Албанските партии не ги рачунајте, значи тие сонуваат за една друга држава и нема тука лојалност никаква. Остануваат 5-6 пратеника и ќе видиме дали ќе бидат купени. Меѓутоа мислам дека за разлика од преспанскиот сега имаме една компаративна предност, а тоа што ги фативме на време. Ако се сеќавате за преспански немаше вака река народ, сега има и мислам дека бугарското прашање бидејќи пазат има се уште живи луѓе кои учествувале во тоа, нашите баби, дедовци кои ни раскажувале. Така што тука гневот е многу поголем и мислам дека тригерот е веќе постигнат со тоа вчера. И само се чека таков тригер како во вторник, затоа треба да се држи тензијата перманентно. И Левица ќе даде се од себе. Меѓутоа ние не сме месии, на крајот на криштата секој човек треба тоа да го даде она што
барем 2 сата во денот да оде или да дојде тука. Ако поставиме камп, исто така ќе треба смени на луѓе, така што без луѓе не бива ништо. Професоре, имам едно прашање. Кој е вашиот став во однос на Европската унија, бидејќи и во вашата програма вели дека се залагате за влез во Европската унија. Ние гледаме веќе дека сите оние соништа дека ќе влеземе како македонци во Европската унија се мртви. Тоа е она што го збунува во овој момент македонскиот народ. Сите велат наш стратешки интерес е членството во Европската унија, но знаеме дека како македонци не можеме да влеземе. Никој, мислам дека нормален не е спремен да Ако треба фигуративно да објаснам, вратата на ЕУ треба да ставиме една бекатон плочка и да не се затвара, меѓутоа да не ја користиме, веројатно. За сета среќа има нови геополитички струјења. Глуп е тој човек кој мисли дека само Европската унија е светот, не е така. Сега има нови струјења, ги гледаме, веќе се случуваат, се распаѓа геополитичкиот систем кој што го познававме пред наши очи и треба да го фатиме бранот. Нашите предци успеале да го фатат, тоа биле партизаните, па ако сакате и комитите. Сега нашата генерација ќе видиме, ако не го фатиме бранот, ние ќе исчезнеме како држава, ќе станеме курди и палестинци на Балканот и тоа е тоа. Меѓутоа не треба да се патетизира. Јас го знам вашиот десничарски менталитет на патетика и романтизам. Јас не патетизирам. Значи, ако еден народ кој створил држава не е способен да ја одржи, не заслужува да има држава. Ние даваме се од себе, дечки, тоа е тоа. Даваме се од себе, дајте и вие, дајте сите да дадеме се од себе. Не сме месии, не може само левица да крепи, не може. Бујрумте на протести да го одбраниме тоа што е наше. Ако не го одбраниме, ќе бидеме малцинство во некоја друга голема држава, каде што ќе пишуваме на некој западно-бугарски дијалект. И тоа е тоа. Пендаровски вели дека Вошката, мислам. Вошката Пендаровски. А како што го нарекувате вие, Вошката Пендаровски или председател на државата, вели дека во овој предлог нема нешто што го оспорува македонскиот идентитет, оди до таму да кажува дека ова е добар предлог, кој што ќе има своји препреки, гарантира дека Бугарија ќе не блокира, но во исто време се дематира сами од себе и вели дека треба да го прифатиме. Пендаровски е шизофрен политичар и не вреди да го коментирам реално. Не знам што да кажам. Џаве ќе го коментирам. Добро, да го коментираме Ковачевски. Има горе-доле и став како Пендаровски. Па еве јас ставив Ковачевски, излезе по-бетери од Заев, а мислевме дека нема да има по-бетер човек од Заев. Меѓутоа сета тоа е поради немањето отпор реално. Значи јас се уште сакам да верувам дека една друга опозицијска партија не ја мести утакмицата. Тоа ќе биде многу погубно и за нив и за целиот народ. Меѓутоа не сакам да шпекулирам. Ќе дадам се од себе да стапам во контакт на највисоко ниво и оваа утакмица да ја добиеме машки. Постои ли страв кај опозицијата, вклучително и левица, дека ова може да се радикализира до тој степен да никој не би сакал да превземе одговорност, бидејќи овде гледаме гневен народ. Ние го слушавме господинот Клетников, кој што е еден од можеби најучените луѓе во Македонија, народот бараше да престане да зборува. Ние што и да додадеме за тој бугарски предлог ќе биде премногу. Сите знаеме што губиме. Не вреди да се аргументира надвор од здравјето. Дали постои тој страв? Еве и кај вас конкретно. Во смисла да се превземе одговорноста на власта. Ние ќе ја преземеме одговорноста уште од утре, така што ќе нема алиби. Жалосно е овој гнев на народот да не успееме да го капитализираме со победа, а таа ќе стигне многу брзо. Значи вторник мислам дека е клучниот ден. Тоа значи дека треба уште 2 дена да се издржи, исто како сега овој законов, ако ви текнува се тепа, а они на крај го ја предадоа, бидејќи видеа дека не можат против опозиција. Така и ова. Власта е комплетно делегитимирана, таа нема суштествена подкрепа никаде, ни на локално ниво, ни на централно ниво нема. И сега останува да го изврши последното предавство. И сега ние како сила во налет, ако тој им го дозволиме, треба да се само распуштиме. Пендаровски, а и некои други политичари од власта ве карактеризираат денес како политичка сила која што е подкрепена од некои трети држави, мисли на Русија, Кина и... А нека мислиш што сака, треба да имаш мозок за да мислиш, тие не мислат. Левица е автентичен народен револт, автентично политичко движење кое се гаеше 10 години пред да стане партија, така што дегутантно ми е да ги дебатирам овие вошливи коментари.
Пасиев, за крај, пред да го завршиме ова вклучување во живо, рековте планирате радикализирање, од кога го планирате тоа? Од утре да започнете веќе со? Од утре и ќе видиме. Ќе формираме, штаб веќе е формиран, меѓутоа до сега остававме да видиме како ќе се движи. Мислам дека не смееме веќе да оставаме на случајот и дека треба конкретни чекори во конкретни времења со осмислен план да се направат, за да има успех овој народен револт. А гневот е голем, верувате. Нема здрав човек кој ги поддржува овие квислинзи. И мислам дека гадно ќе завршат. Не знам за ВМРО-вци, они гледам се договараат, левица не простува ова. Ќе ги процесуираме по кривичен законник, ќе се лежат затвор квалитетно како што лежат овие 200 години наши осудени. Ќе гледаме до 300 да ги довлечеме, некако барем до 300 години да се квалитетно да се излежат за сето ова што ни го приредија овие години. И да не го заборам ова прашање, реков последно ќе биде претходно, но уште едно прашање има, мислите дека може владината коалиција да се растури? Денес контактирав со господинот Милевски, лидер на ЛДП. Тој вели дека имаат став по прашањето дали ќе ја напуштат коалицијата, но во моментов ги средуваат односите во коалицијата, ако не ги средат... Моите информации од вчера, и јас контактирам со некој, не ги именувам, говорат дека само Павле Трајанов останал доследен на тоа што кажа, дека Маја Мурачанин и овие двајца пратеници од ЛДП, дека биле ни да, ни не, ама повеќе да, на овие широки консултации во влада. Реално да имаш моќта да не дозволиш нешто вакво и да дозволиш, не знам, имало во римско право да ги исклесаме на некој столб на срамот, така планираме кога ќе доеме на власт. Реално тие четворица ја куткаат владата. Реално да бидеме, значи исто како да е левица сега у влада и да не излеземе на сваќа. Значи, меѓутоа тие немаат кичма. Ја ги гледам какви карактери се, тоа се... Не знам Павле дали ќе се достои, според мене тој е патриот човек, вака како што му гледам. Он игра и со едни и со други, меѓутоа у 90-тите одиграл клучна улога. Меѓутоа, ако остане сам ништо не прави, мора четворицата, бидејќи тие се 64. 64 со се овој пребеганиот, значи, мислам дека овој пат нема да одат до толку на купување, им фалат 6, нема да одат на купување, затоа што, да бидеме реални, притисокот од Америка не е толку голем овој пат. Тоа е проформа притисок, ова е повеќе на телефонски притисоци. Сега видите Опендаровски, која паѓа на финта, на пцовка и се исклучува малце. Можете да замислите кога ќе му пратат тешкаш со светска категорија на дипломат. Значи, нашите се мивки тотално изгубени у преводот и за тоа ова ни се случува. Но мислам дека клучни се овие 2 дена, упатувам, апелирам до македонскиот народ да не подклекнува, овие 2 дена се клучни за тоа што ќе се случува. И од утре со Господ напред, со нови сили и нови победи. Професоре, благодарам на оваа изјава, на ова кратко интервју после протестите. Се гледаме утре тогаш на барикади. Да, тука и тоа на први ред, скрос на ова. Место бир. Да. Фала ви многу. Почитувани гледачи, тоа беше професорот Димитар Пасиев, како што најави и самиот, веќе ја разгледуваат можноста за радикализација на протестите, нова организација овој пат на левица, како што каже и самиот не сакаше да го коментира председателот или како што тој вели Вошката Пендаровски по неговите коментари за него, но и по неговиот став за бугарскиот договор. Според Пасиев, ова што се случува сега и ова вентилирање на гневот на народот треба подитно да престане, бидејќи тоа јас го додадов, може да не се случи сценариото од 2018 година со Преспанскиот договор. Ние остануваме пред влада за сите нови случувања, следете Инфомакс.